председателе, почитувани колеги, почитувана македонска јавност и медиуми. Со овој амандман предлагаме во главата 5 се додава 3 нови глави, 5А, 5Б и 5В и 3 нови членови, 14А, 14Б и 14В, кои гласат: 5А финансирање, член 14А, средства за финансирање на Националниот парк Шар планина се обезбедуваат од буџетот на Република Македонија и сопствени приходи. 2. Средства за финансирање на активностите за заштита и развој на Националниот парк можат да се обезбедат од буџетите на единиците на локална самоуправа на чија територија се наоѓа Националниот парк Шар планина, надоместок за влез и посета на Националниот парк, надоместок за паркирање во Националниот парк, надоместок за поседа на посебни објекти во Националниот парк, надоместок за собирање на диви видови растенија, габи, животни и нивни делови, одржливо користење на природните ресурси, управување со шумски живеалишта и екосистеми, надоместок за престој во Националниот парк, надоместок за вршење на дејност или активност во Националниот парк, надоместок за употреба на лого на Националниот парк на производи и услуги за комерцијална употреба, надоместок за екосистемски услуги и други надоместоци и извори, проекти, донации, грантови, кредити. 5Б. Инспекцијски надзор. Член 14Б. Надзорот врз управувањето и заштитата на Националниот парк Шар планина, како и надзорот врз примената на одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон ги врши органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на заштита на природата и органот на државна управа надлежен за работите од областа на шумарството и ловството. 2. Инспекцијски надзор над примената на овој закон врши Државен инспекторат за животна средина и Државен инспекторат за шумарство и ловство. 3. Доколку во Националниот парк Шар планина се вршат активности кои се спротивни од режимот на заштита, дефинирани со член 7, 8 и 9 од овој закон, на барање на органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на заштита на природа, истите ќе бидат стопирани се до моментот на обезбедување на услови за нивно спроведување. 5В. Казнени одредби, член 14В, под 1, глоба во износ од 10.000 евра ќе се изрече за прекршок на правно лице доколку не се придржува на утврдените мерки и режимот за заштита на Националниот парк Шар планина, дефинирани во член 7, 8 и 9 од овој закон. Под 2, глоба во износ од 1.000 евра ќе се изрече за прекршок на физичко лице доколку не се придржува на утврдените мерки и режимот за заштита на Националниот парк Шар планина, дефинирани во член 7, 8, 9 од овој закон. Глоба во износ од 10.000 евра ќе се изрече за јавната установа Национален парк Шар планина доколку не постапува согласно член 15, став 3, 4 и 6 и член 19 од овој закон. Глоба во износ од 15.000 евра ќе се изрече за прекршок на правно лице доколку постапува спротивно на член 22 од овој закон. И 5. Глоба во износ од 3.000 евра ќе се изрече за прекршок на физичко лице доколку постапува спротивно на член 22 од овој закон. Благодарам.